Дечења, здраво! Дојдени сме овде со една благородна цел, со една благородна намера, за да се научиме заедно, значи и ние и вие со нас, за нешто што е многу корисно за нас и за нашата иднина. Ние сме од клубот Ден на дрво, а паролата на Денот на дрво ја знаете ли? Која е? Да, така е. А иднината чија е? Така, значи вие сте тие што ќе ја планирате и ќе ја засадите иднината за доброто на нас, на вас и на вашите поколенија. Што е ова што го имам во раците? Садник. Ови садник, знае ли некој како се сади? Како се става во земјата? Што му правиме на него? Со коренот надоле. Но вака, за нашата акција и нашата идеја да биде многу поуспешна, ние дојдовме тоа да ви го покажеме, а вие понатаму на своите другарчиња во вашите оделенија ќе им покажете како тоа се прави. Девојчето до мене ќе ви покаже како тоа вистински се прави. Во ред? Значи, овде сме да научиме како правилно да садиме. Пред да почнеме да садиме, чичковците од шумското предпријатие треба да приготват садници, односно дупки, каде што вие ќе можете да ги поставите самите садници, а тоа ќе го направите правилно откако јас ќе ви кажам како тоа се прави. Значи, најпрво се зема самиот садник и во веќе приготвената дупка, односно садникот, растението се става вертикално, потоа околу самото растение во дупката. До него се потрупува со земја и со рацете се притиска од озгор. Откако тоа ќе го направиме, растението го потеглуваме за самиот врв да видиме дали тоа е правилно направено. Откако ќе го потеглиме и ќе видиме дека тоа е сместено во самата своја садница и е добро направено, ја потрупуваме целата земја врз самото растение, значи тоа да има една хоризонтална положба, и потоа со нозете ја притискаме земјата од озгора и самото растение ќе се прицврсти во својот садник. Што правиш? Што ти е гајле? Како да не ми е гајле? Како сакаш да го сечеш ово дрво? И што сега? Што ти тебе интересира, ја што сакам да правам? Како да не ме интересира? Па ти уништуваш природата. Ајде ме забавај. Само се слушаме, па потоа правиш што сакаш. Те слушам ако преска. И колку да се знаеш, кога ќе се отидеш, па ќе се терам моите работи. Добро, сега се слушаме. Дрвето го даваат животот на планетата. Тие се белите дробови на земјата. Без нив едноставно нема живот. Затоа размисли што правиш, бидејќи самата насилие си го уништува животот. Добра, ајде. Можно ли да си толку безчувствителна и безсовесна? Но тоа не личи на толку млада девојче како тебе. Погледни околу себе. Зарем навистина сакаш да го уништиш сето ова зеленило? Зарем шармот на природата не те ги разматува мислите во главата? Сакам веднаш да оставиш секирата и да размислиш што правиш. Бидејќи не само што уништуваш природата, ти се го уништуваш и сопствениот живот. Жал ми, повеќе нема така да правам. Пораката која што ми ја кажа, ќе ја пренесувам секну, за секнеш. Ајде сега, дојди да садиме дрва. Гледаш убаво дрво. Ајде овде да ги врежиме нашите иницијали. Супер ќе испадне. Што правите? Што мислиш да го правиме? Го уништува тоа прекрасно дрво. Ние овде ќе ги врежиме нашите иницијали. Но ова дрво за секогаш ќе останат врежени. Што мислите, како ќе изгледа? Лошо. Подобро да останат врежени во вашите срца, бидејќи дрвета не се уништуваат на тој начин. Ете гледаш, ги уништуваш белите дробови на природата, на земјата, ги уништуваш и твоите. Не прави го тоа, престани. Погледни колку е убаво дрвото. Океј. Ајде сега дојди со нас да засадиме уште по некоја дрвце. Океј. Ајде. Што научивте од ова? Јас научив дека се што создала природата не треба да уништуваме. Треба да ја заштитиме нашата планета Земја. Па таа не е единствена. Немаме резерви. Еј луѓе, свестете се. Се што е најубаво ни го подарила природата. Дрвјата, белите дробови на планетата, градините, цветовите. Се што е најубаво ние го уништуваме. Треба да престанеме. Засади дрво, засади ја својата иднина.
нашето училиште како член на меѓународната мрежа на екоучилишта секогаш ги следи и учествува во активностите што се одржуваат на тема здрава животна средина. Така и денес, ние како љубители на природата и поддржувачи секогаш и секоја година на акцијата Ден на дрвото, засади дрво, засади ја својата иднина, учествуваме сега во една едукативна работилница, која што е поддржана од Министерството за образование и локалната самоуправа и кој што денес не имавме гости, презентери, нивни представници. Значи, целта на оваа едукативна работилница беше што? Вие сте, ако досега не знаевте, вие сте врсници едукатори. Всушност, денешните стекнати знања и вештини ќе ги пренесете на вашите сокласници, другарчиња и вашата поблиска околина, комши, па и во вашите домови. Со тоа најблиску, значи, ќе допрете до свеста на сите околу вас. Затоа ви благодарам, драги деца, на вашето учество и на сите тие активности што досега сте учествували и ги следите и понатаму. Еве, на некој начин нашето училиште, како едно од најактивните училишта во општината на тој план, верувам дека и понатаму ќе продолжиме да ги следиме тие активности. Благодарам.